Добре дојде во студио за Замир Мехмети, член на Совет за радиодифузија, и Жарко Трајановски, Коалиција за сексуални права на маргинализирани заедници. Предолго името. Денеска во клубот ГЕМ се промовираше книга "Медиумите говорот на омраза и маргинализираните заедници". Тоа е водич за медиумите, како изгледа всушност говорот на омраза во нив. Жарко Трајановски, Тамара Чаусидис и Роберто Деличанец се автори. Но проблемот што всушност во Македонија и покрај ваквите напори, говорот на омраза никако не може да се искорени. Да. Напротив, се повеќе и повеќе се разжестува, се разгорува тој говор. Ако говорот на омраза пред неколку години беше доста експлицитен во мејнстрим медиумите и електронските, сега на некој начин имаме обид да се оди на границата на слободата на изразување, односно да се поттикнува говор на омраза во коментарите на електронските медиуми или на социјалните мрежи од страна на некои новинари. Значи тоа е една тенденција, не дека го нема, туку имаме други техники за поттикнување на говор на омраза. Се усовршува. Пред неколку години имавме, да речеме, отворени листи, правење на листи на новинари, предавници и, да речеме, повици за нивно јавно линчување. Да. И некои од тие работи беа осудени од регулаторните тела на некој начин, тоа е исто прашање за дискусија. Сега немаме такви обиди, имаме пак обиди на правење на некакви листи на непожелни новинари, сето тоа, меѓутоа немаме директни повици за ликвидација, а имаме повици за говор на омраза и насилство, како резултат на одредени кампањи што ги прават некои медиуми и политичари, како што беше кампањата против хомосексуални бракови и посвојање на деца од хомосексуалци. Таа кампања директно резултираше со говор на омраза, беше за непостоечка тема, прашање кое што не е покренато од невладиниот сектор или од ЛГБТ заедницата, директно резултираше со говор на омраза, повици на насилство и со актуално насилство на маршот за толеранција, и за жал тоа не беше осудено, тој говор на омраза не беше осуден ниту од страна на постоечките тела, ниту пак до сега беше адресиран од страна на медиумите. Добро. Ајде, не бил адресиран говорот на омраза од постоечките тела, веројатно мисли на Советот за радиодифузија. Има ли причина за тоа? Вака, вие колку што знаете, во Советот за радиодифузија одлуките се носат со мнозинство на гласање. Значи, за да се утврди дали во некој медиум или во некоја емисија имало говор на омраза или не, покрај тоа што службите од Советот за радиодифузија го утврдуваат тоа, ние на седница дискутираме и со гласање доаѓаме до заклучок дали имало или немало. И зошто констатираат дека немало мнозинството? Зошто констатираат? Кои се нивните образложенија? Па, нивните образложенија, да бидам искрен, се празни, немаат толку објаснување зошто е тоа така. Ја можам да зборам за Советот откако сум ја член. Не би сакал да говорам претходно што се дешавало или сакам да говорам од времето кога сум ја член. Од 2011. Значи сме имале неколку пати перманентен говор на омраза и тоа доаѓа од едни исти луѓе. Тие луѓе не треба да ги спомнеме, сите знаат кои се. Зошто да не треба да ги спомнете, да знаат гледачите на кого мислите? Па еве, за Миленко Неделковски конкретно мислам. Он промовира говор на омраза и застрашувачки факт е тоа што он преку говорот на омраза повикува и на линчување на новинари, на неистомисленици и така натаму. Има еден случај кога јас бев преку Советот за радиодифузија на една многу добра конференција за хейт спич во Сараево, каде што на заклучокот од таа дебата се дојде до заклучокот дека војната во Босна и Херцеговина е направена, еден голем дел од војната е направена ради говорот на омраза што го имало на телевизиите. И тогаш, за иронија на сето ова, кога се вративме во Македонија, видовме една емисија која по мене беше застрашувачка, на Миленко Неделковски шоу, каде што колеги новинари мои и ваши ги лепеше и ги повикуваше за линчување. После тоа имавме една дебата внатре во Советот, каде што јас инсистирав да седнеме и да разговараме, да видиме што може да направиме, како може да го стопираме сето тоа, да се санкционира и да бидам искрен, бев
Зачудено тоа како некои мои колеги реагираа на сето тоа, бегајки од одговорноста или не сакаа да признаат дека има говор на омраза, а службите утврдија дека има огромен дел на говор на омраза во таа емисија и на крајот успеавме некако да го санкционираме тоа со 3 дена забрана за рекламирање. Дали таа казна е доволна или не? Останува да дебатираме. Примала ли е казната? Во случајов се работи за Канал 5, но сеедно било кој медиум примала ли е таа казна 3 дена? Па, ја не знам ако 3 дена рекламирање е казна за најстрашното нешто што може да биде како дело, а тоа е промовирање на говор на омраза кој што може да доведе до насилство и до некоја поголема форма на нетрпеливост меѓу граѓаните или помеѓу етничките групи, затоа што тука која станува збор не само за предизвикување на граѓанска нетрпеливост или национална, туку и за етничка нетрпеливост од страна на некои новинари, директно, она што е исто карактеристично, директно оправдување на говорот на омраза. Значи, самото оправдување на говорот на омраза, независно со какви аргументи на рационални нека бидат, спаѓа во дефиницијата на говор на омраза и не спаѓа во делот на она што се нарекува слобода на изразување. Значи, контроверзна е темата говор на омраза. Има спорови доста околу дефинициите и сето тоа. Меѓутоа, она што ни води сега тоа е праксата на Европскиот суд за човекови права и таа пракса треба на некој начин да се канализира и преточи во нашето исто и во праксата на домашните судови. Добро, и во нашето законодавство. Иве, ако се уведат за Ако мене лично ме радиодифузија, прашувате за казната, дали е преблага или не, мислам дека е преблага. За таков hate speech, за таков говор на омраза, како што беше во таа емисија, верувајте дека според закон, ние како Совет имаме право и да ја одземеме лиценцата на телевизија за таков вид на говор на омраза. Затоа, мојот став е дека тоа е преблага казна. Добро, што правиме со весниците? Еве имам еден пример. Во вечер педерите се секогаш во право. Во книгава го читам примерот, или дали во Македонија треба да се подржа со сако хомосексуалците да склучуваат бракови. Тоа е токму реакција на исто мислам дека беше упатена до главниот уредник на Сител, кој што беше главен уредник тогаш на вечер. Кој што да признаеме и он промовира говор на омраза во неколку наврати, во неговите вести за кои што мислам дека тоа беше реакција на Советот за радиодифузија нешто испрати некоја опомена и тоа беше негова реакција со дискриминаторска забелешка. И до кога ќе ги читаме тие? Меѓутоа тоа е интересно дека тоа беше објавено во печатен медиум каде што нема надлежност за радиодифузија. Апсолутно, тука е проблемот. Така да тука беше тоа едно изигрување на како да кажем постечките. Луѓето го користат оној слободен простор. Меѓутоа имаме една друга страна. Се извинувам, само да прашам како ова се решава во модерните демократии? На најразличен начин, да речеме, во однос на, значи тука имаме конфликт меѓу две права. Од една страна е правото на слобода на изразување, имаме тенденција исто која што оние промотори на тоа право сметаат дека ако се оди со премногу строги одредби во однос на говор на омраза, дека се ограничува тоа право. Може да се ограничи тоа право, односно да им се даде можност на државите да го користат, да го злоупотребуваат одредувањето, криминализирањето на говор на омраза за да навлегуваат дополнително во слободата на изразување. Има и такви случаи. За жал има една тенденција во последно време, каде што бегаат директно во емисии да промовираат говор на омраза или во нивните вести. Сега тоа го прават на социјалните мрежи или па еве да речеме во еден дневен вестник каде што никој нема контрола врз вестникот и не можеме да побараме никаква одговорност. Меѓутоа, основниот проблем е тоа што воопшто не се криминализира кај нас говорот на омраза. Особено оние потешки облици кои што може да доведат до насилство. Социјалните мрежи исто така се криминализира само по основ на етничка, верска и национална. Не прашувам за другите, за позрелите демократи. Што се случува со социјалните мрежи? Имаме различни решенија во однос на говорот на омраза. Генерално во европските земји каде што владее конвенцијата, говорот на омраза не се смета како дел од правото на слобода на изразување и секоја држава има различни начини како има добар дел од земјите го криминализираат по најразлични основи.
Да. Кај нас се зажал е само по 3 основи. И тоа така да говорот на омраза, по основа на сексуална ориентација, по основа на здравствен статус да речеме, како што е кон може да биде насочен да речеме кон лицата што живеат со ХИВ или кон лицата што употребуваат дроги или што се зависници. Таквиот говор на омраза не може да се казнува, ако се казнува говорот на омраза врз основа на етничка или национална или верска. Да. Тоа е разликата. Добро, околу МТВ, мене ми интересира, има една гем клубот најавен каде што ќе учествува и Роберто Величанец според моите сознанија. Најавува веќе една дебата околу функционирањето на јавниот сервис, па можеме да само кратко се разбира зошто толку пари се дадени на МТВ. Имам тука една цифра 2,3 милиони евра за јавниот сервис. За што? За владините кампањи? За што? Вака. Владини пари, Вака. да бидам прецизна. Како човек што порасна во Скопје, секогаш кога се говори за МТВ, ми е на некој начин имам одредена симпатија кон МТВ, бидејќи пораснав со програмите на МТВ. Но за жал, МТВ неколку години веќе мислам дека апсолутно го допра дното. На секој начин. Значи, од програмата каква им е регулирана до нивните централни вести и така натаму. Парите зошто се дадени, не знам зошто се дадени парите, ама знам дека тие што ги земале парите мора да ги искористат тие пари за да ја дигнат телевизијата на ниво на кое како што ќе мислам бидат натерани тоа да го сторат? Тоа не знам, навистина не знам. Тоа е интересно прашање. Значи, дали се тоа големи пари? За мене воопшто не се големи пари, тоа е да речеме на ниту половина од триумфалната капија колку што чиниш. Значи, сега прашање дали МТВ е јавен или партиски сервис, тоа е тема на друга дебата. Меѓутоа, она што е битно во овој контекст е прашање е дали јавниот сервис, како и другите јавни сервиси во други земји, е исто така обучен да препознава говор на омраза, дискриминација, почитување на разликите. Значи имаме... Морам да ве прекинам, допред некоја година имаше емисија во МТВ каде што имаше говор на омраза, ако ви текнува на емисијата Гласот на народот или како се викаше. Значи значи имаше директни емисии, особено јавните сервиси треба да бидат сензибилизирани за разлики, за препознавање на негативни стереотипи и предрасуди, за борба против дискриминација и говор на омраза. За жал такво нешто немаме сега во МТВ, туку имаме еден партиски сервис кој што за жал во одредени случаи води кампањи кои што се насочени, кои што се дискриминаторски по својот тип и насочени кон правата, кон повреда на достоинството и правата на припадниците на маргинализираните групи. Дека МТВ на некој начин е промотор на се што прави владата, но ќе направите ли револуција како во неколку случаи што се обидуваме да да бидам искрен, се обидуваме во последно време. Знаете, ви кажав дека кај нас за жал се носи со мнозинство на гласање. Јас како член сум покренал, а и ќе покренам иницијатива за да видиме докаде може да се направат работите, бидејќи навистина ако МТВ е јавен сервис, треба да биде јавен сервис за граѓаните, а не јавен сервис за промотор на било какви владини реклами. Едноставно не може да се препознае јавниот интерес во јавниот сервис, може да се препознае интересот на зашто плаќаме политичката клика. Да, апсолутно. Кога ќе ме сретнат на улица, знаат дека работам во Совет за радио, ми викаат зашто плаќаме ние. Знаете, и е многу тешко да им се одговори, бидејќи сите велат ние плаќаме, а не гледаме МТВ и не добиваме ништо од МТВ. На времето сепак МТВ имало супер програми, образовни, со образовен карактер и се до тоа. Денеска тоа за жал не постои веќе и е многу тешко како прашање кога ни го поставуваат, но велам, во Советот ќе се обидеме да направиме све што можеме, барем колку толку да ја средиме работата. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студио. Замир Мехмети, Жарко Трајановски.